Добар ден. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија им порачува на државните институции да не помислат да подлегнат на притисоците што се обидува да им ги прави исплашениот Никола Груевски во последните денови на ВМРО-ДПМНЕ. Никола Груевски криминалната власт се веќе минато. Мнозинството граѓани на Македонија избраа промени. Доаѓа нова, одговорна влада на граѓаните на Република Македонија. Ќе има одговорност за сите кои што работеле против интересите на граѓаните или биле соучесници во режимот во противзаконски и непрофесионални активности. Од тука укажуваме особено на членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата и на вработените во Управата за финансиско разузнавање дека не смеат да бидат инструмент на Груевски и неговите соработници кои што заради лични интереси сакаат да се пресметуваат со демократската јавност. Според информациите кои што ги имаме, по иницијатива на сегашниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, а поранешен директор на Управата за финансиско разузнавање, Владимир Атанасовски, антикорупцијската комисија побарала проверка за 22 невладини организации. Управата за финансиско разузнавање, според информациите, отворила проверки за 22 невладини организации, како и за 42 физички лица, отворени критичари на Груевски и опозиционери. Времето на политичари како Никола Груевски заврши, а во Македонија мора да има и ќе има одговорни институции кои што се должни по закон и устав да работат исклучиво во служба на граѓаните. Демократските процеси се почнати, доаѓа слобода и живот за граѓаните. Тоа веќе не може никој да го спречи. Благодарам, повелете прашање. Дали имате почнато преговори со другите партии за формирање коалиција? Навремено ќе известиме јавноста, неколку пати одговараме кога ќе започнат тој тип на разговори и исходот тие разговори. Дали разговарате конкретно со ДУИ? Кажав веќе, во моментот кога ќе започнат тие разговори и преговори, благовремено ќе известиме јавноста. Дали условите кои веќе се ширија во јавноста од ДУИ и другите партии се прифатени? До сега до нас не е доставен никаков официјален документ или официјални услови, како сакате ги наречете, ако мислите на она што како шпекулација се појави по средствата за јавно информирање, несериозно би било за сериозна идна владеачка партија како што е Социјалдемократскиот сојуз да коментира новинарски шпекулации.